втора година во Струмица се одржува школата за млади афористичари. Организатор е Домот за деца и млади, а школата е наменета за средношколци и млади кои сакаат да се занимаваат со оваа литературна форма. Ние, афористичарите, има наше здружение на афористичари на Македонија, наречено Афористична репрезентација на Македонија. Меѓутоа, таму се члени повозрастни луѓе кои веќе престанали да творат или се веќе на залесот на своето творештво, ми се роди идеја дај да анимираме малку млади кадри, да ги насочиме во тајните на афоризмот, во пишување на афоризми, како нели би се обновило тоа творештвото во тој литературен жар. И затоа ја организиравме оваа школа на млади афористичари, во која што членуваат или ја посетуваат средношколци и студенти. Дури не мора се тоа, докога некој друг млад човек сака да се вклучи, може, не е проблем. Со младите секој час работат познати книжевници и афористичари. Денеска тие се обидуваат да пишуваат афоризми со афористичарот Ристо Филчевски и Ана Витанова Рингачева. Оваа можност која што се нуди бесплатно како за нас младите, вклучувајќи ги средношколците, основците па и студентите, секој кој што е заинтересиран, нуди една можност да се надоградуваме. Она што е посебно важно и зошто јас присуствувам токму на овој вид настане, тоа што сакам да го збогатам моето знаење, затоа што пред се мојата насока е во пишувањето на поезијата и прозата и токму преку пишувањето на афоризмите би сакала да дадам и јас како млад човек во општеството еден придонес со тоа што преку една мудра мисла би сакала на еден духовен начин во кој што имаме сплотување како на иронијата и сарказмот, едноставно луѓето да се информираат повеќе, затоа што сметам дека афоризмите во денешно време малку се таву тема, па сметам дека со оваа школа сето тоа може да се надмине. Прв пат сум овде и инаку јас имам издадена една книга поезија, во теки втората која ќе биде за проза, па сакам да го надополнам своето знаење и со афористи. Ова ми е прва година во која што учествувам во школата за млади афористичари. Претходно се немам среќавано со афоризмите, но ме привлекува бидејќи со неколку збора може да се каже, да се свати суштината на самата мисла која што сака да ја каже авторот на афоризмите, а инаку ме привлекува тоа што во афоризмите хуморот во самиот афоризам и позитивната енергија која што се носи со самото искажување на афоризмите. Школата за млади афористичари ја поддржува и Министерството за култура.